Јас и повеќе пати го најавив нашиот гостина и вие знаете, секој вторник тој е тука, за да образложиме и за да разговараме за сето на што сите нас не засега, поготово кои сме на своите работни места. Професор доктор по трудово право Лазар Јовевски. Добро утро. Добро утро, Слава. Како сме ова утро? Благодарам, одлично. Како сте вие? Благодарам на прашањето, исто така и јас, и ќе си разговараме за нешто каде што веќе еве темата ја имаме на екраните, едно така да кажеме мирно решавање на работни спорови. Дали е тоа возможно? И ќе образложиме сега и гледачите и сите оние кои си имаат свое работно место, доколку се соочуваат со проблеми, како можат на мирен начин сето тоа да го решат? Јас се надевам дека почитуваните гледачи имаат пред се мирно утро. Так. Денес и ќе имаат мирен ден, а што се однесува до мирното решавање на самите работни спорови, да, тоа е можно и тоа е всушност еден од начините да се реши спорот кој што настанува помеѓу работниците и работодавачите, но и повеќе од тоа, спор не само како индивидуален, односно помеѓу конкретен работодавач и конкретен вработен, туку и спорови, проблеми, одредени ситуации помеѓу самите синдикати и работодавачот, односно работодавачите како здруженија, како собир на повеќе работодавачи. Така што можно е покрај судското решавање на работните спорови, покрај решавањето на одредени спорови проблеми со штрајк, бидејќи и тоа е едно од законските начини за се разрешат одредени конфликти. Некако сме навикнати така на штрајк, па по судови и некако така тоа го знаеме да го искористиме во моментот кога не сме со нешто задоволни, веднаш да одиме на суд или пак да објавиме, односно да штрајкуваме. Меѓутоа, еве, сега навистина ќе да знаеме нешто што можеби некој, еве, можеби знаат повеќе мина, меѓутоа можеби некој не знае дека постои сепак едно мирно решавање на сите оние работни спорови со кои што се соочуваме. Токму така, Слободанка, во право сте сосема кога велите дека нашиот народ, ја тоа сум го забележал лично во различни анализи, во различни околности кога сум имал можност да истражувам, тоа е дека нашиот народ е повеќе склон кон судско решавање на работните спорови, но и генерално на сите спорови. И тоа е веројатно дел од нашата култура, од нашиот менталитет, од традицијата, да и во минатото, бидејќи не постоеше овој начин, овој метод, овој систем, всушност луѓето или помеѓу себе некако ги решава на мирен начин, но неформално одредените спорови, од каква и да е природа, но најчесто се оди на суд и ден денес е така, ако забележите, ако видите во рамките на, зборам сега за Скопје, судот во Скопје, Скопје 2, значи граѓанскиот суд во оделението за работни спорови, минатата година само во Скопје има над 9000 работни спорови кои што се поведени, а кои што веројатно најголем дел од нив се уште траат. Без резултат? Па можеби некој од нив и завршил, но најверојатно најголем дел од нив се уште во фаза на можеби второстепено одлучување по жалба и така натаму. Тоа укажува, Слободанка, дека навистина луѓето имаат прво проблеми на работно место, имаат ситуации со кои што се соочуваат, имаат потреба од разрешување на конфликти на работно место и начинот на кој што го бираат, според мене, е се уште тежиштето ставено во судот, за разлика од тоа што во нашиот трудово-правен систем постои можност за мирно да се реши спорот. Јас тоа сакав и моето беше следно прашање, како еве професор доктор по трудово право. Значи едноставно вака јасно да ни биде на сите. Кој е начинот на кој што може мирно да се решат работните спорови и дали е можно? Секако дека е можно. Добро. Постои посебен закон за мирно решавање на работните спорови. Значи законот постои, го имаме. Постои посебен закон, тоа е надвор од законот за работните односи, значи посебен закон, ние правниците велиме лекс специјалис, посебен специјален закон кој што се надоврзува на законот за работни односи само во делот на начин на решавање на одредени спорови, на одредени конфликти на работно место и самиот закон предвидува дека работните спорови всушност може да се решат на два начина мирно. И тоа со помирување и со арбитража.
Помирувањето, всушност, како начин на решавање на споровите се, веројатно на повеќето од гледачите им е познато, слушнале, па и за арбитража, слушнале, нели, постојат разни меѓународни арбитражи, посебно во трговските области, но и во други, но еве постои арбитража и во делот на работните спорови, согласно нашиот закон. Помирувањето се однесува само на колективните работни спорови. И сега, за да им биде појасно на гледачите, колективни работни спорови се оние кои што се спорови помеѓу синдикатите од една страна, како субјект, како странка во спорот, и работодавачите, односно нивните здруженија, асоциации од друга страна. И најчесто овие спорови се однесуваат во процесот на колективното преговарање. Бидејќи колективното договарање и преговарање е многу битен сегмент во работните односи, како начин... За да не дојде до штрајк и да не одиме по судови. Токму така. Значи, всушност, ако видите, овдека на двете страни, кај колективното преговарање, најчесто имаме колективитети, синдикати и работодавачи, или еден работодавач, но од страната на работниците најчесто се група на вработени, односно синдикално организирани вработени. И законодавецот тука со право размислувал во насока да превенира одредени ситуации кои што би можеле да кулминираат во штрајк, на начин што мирно ќе може да се решат. И сега од Кој е првиот чекор? Многу ме интересира првиот за мирно чекор е решавање. да се има оваа информација дека може мирно да се реши спор. Бидејќи и во однос на ова втората констатација бевте во право, голем дел, ја би рекол не мален, но голем дел од граѓаните и не знаат дека постои можност за мирно решавање на работните спорови. Веднаш се оди со приговори, веднаш жалба, веднаш бунтовно да кажеме. Да, веднаш се оди на судско решавање, па и така натаму, дури некои спорови доаѓаат и до... И стресовите се поголеми, проблемите се поголеми. Меѓутоа, еве начинот и почетокот на тоа како можеме на сите оние кои се соочуваат еве во моментов, кои не следат и навистина имаат проблеми на своето работно место, еве да им кажеме, значи кој е почетокот за мирно решавање на работните спорови, што треба да сторат и да превземат. Треба да се поднесе согласно законот едно барање, всушност до Министерството за труд, бидејќи самиот закон предвидува помирувачи и арбитри кои што се лиценцирани, ги има на список во Министерство за труд. Помирувачите и арбитрите се оние кои што може да се вклучат во процесот на мирното решавање на работните спорови. И во оној прв аспект кај што напомнав до сега во делот на колективното преговарање, значи за да не дојде до штрајк и слично, значи како помирувач, но од друга страна кај индивидуалните работни спорови. Што значат индивидуални работни спорови? Еве јас имам проблем, не дај Боже, на работното место, што треба да сторам? Кај индивидуалните работни спорови, доколку индивидуата, вработениот, или вие или јас, кој да има реален проблем, значи треба да предложи прво на другата страна, на работодавачот, ако е тоа вработениот, мирно да го решат работниот спор, доколку има добра волја од другата страна, тогаш може да се договорат заедно кој ќе биде арбитар. Значи овде не се помируваат, туку се вклучуваат во арбитража. Арбитражата е еден поинаков начин, систем на решавање на работниот спор, мирен начин е секако, но трето лице конкретно се вклучува како арбитар помеѓу двете страни. Мора да постои третото лице. Така е. И во првиот случај кај помирувањето, кога имаме синдикати и асоциации и друженија на работодавачи, се вклучува помирувачот, тоа може да биде исто лице. Тој што ја има добиено лиценцата од Министерството за труд. Значи за индивидуалното и за колективното исто значи. Ја има лиценцата и за да биде помирувач и арбитар во работни спорови, значи и колективни работни спорови и индивидуални работни спорови. Но кај индивидуалниот работен спор, ако не се договорат двете страни, односно работникот и работодавачот, може да побараат самото Министерство за труд да им определи арбитар за да го решава работниот спор. Истото може да го направат и синдикатите и работодавачите, асоциациите нивни, доколку не се договорат кое лице конкретно од списокот кој ќе го видат, кој ќе го разгледат, тој список е јавно објавен, го има на сајтот на Министерството за труд, од како ќе видат и не може да се одлучат за кој или имаат различни желби, еден сака да биде еден помирувач или арбитар, другата страна сака да биде тоа друго лице, тогаш може да замолат Министерството за труд по случаен избор да одбере еден од листата да делегира. Биде инволвиран така, и кога ќе се делегира веќе помирувачот или арбитрот, постапката започнува. Тоа што е многу важно и што сакам сега да го објаснам до сите кои што имаат проблеми на работно место, тоа е дека оваа постапка е целосно бесплатна за страните.
Така. И за работникот и за Првото и работодавачот. најважното. Па, тоа е многу битен момент затоа што работните спорови согласно измените на тарифникот од пред некоја година се изголемени цените од тужба до рочиште, жалби и така натаму. И некој што би останал, кога би останал без работа или некое друго право, не е seедно колку ќе го чини, дали ќе треба да плати или ќе има една бесплатна можност да го решава спорот на еден поинаков начин. Тоа е првиот момент. Вториот момент кој што е многу важен и кој што треба и сакам да го подлечам е што оваа постапка и особено арбитражата, но и помирувањето релативно брзо завршува. Рокот да се заврши целиот спор, целиот процес, доколку се вклучи трето лице како арбитар во индивидуален работен спор, е околу 30 дена согласно закон. Значи, од кога ќе се постави арбитарот од страна на Министерството за труд или избира од страна на страните, и има целата постапка треба да се заокружи во рок од 30 дена. Тоа е револуционерно брзо во однос на постапката која што би се водела пред работодавачот по приговор или жалба или во судските органи понатаму кога би таа прогресирала. За да не ми останатите. побегне мислата, ја знам дека од вас се можеме да извлечеме што не интересира. Значи, она што го кажавме досега, дали се практикува кај нас и дали досега според вашите видувања и искуства и така натаму дошло до решавање односно дошло до мирен начин на решавање на работните спорови, дали ова навистина можеме ние тука кај нас да го искористиме за сите оние кои се соочуваат со проблеми. Кој е резултатот? Може би имате уникатна можност каде што не би сакал себе да се истекнам, меѓутоа статистиката е таа, за жал, единствено во Македонија кој што засега има одредено овако од овој тип искуство сум јас. Така. Бидејќи сум лиценциран помирувач и арбитар, велам повторно не е целта сега јас да се истекнам, меѓутоа треба да знаеме за искуството. И тоа моје искуство е скромно во однос на судската пракса. Судиите судат по толку предмети на ден колку што ние како јас и колегите помирувачи арбитри сме имале можност на ниво на неколку години да имаме предмети. Всушност станува збор за 7 предмети досега кои што на овој начин се решени. Ако добро се сеќавам, 3 се арбитража и 4 се помирување. Ги имам процесирано сите јас. Морам да ви кажам дека целиот процес течеше доста успешно и од тоа скромно искуство од тие 7 предмета можам да кажам дека страните беа многу задоволни, односно немаше приговори, незадоволство и во однос на помирувањето. Помирувањето учествував и во еден штрајк во една компанија, а останатите беа во рамките на самото колективно преговарање, бидејќи кога се преговара колективно за склучување колективен договор, може страните да вклучат и помирувач да им помогне во процесот на преговарање. Во 3 случаи бев и вклучен, каде што тоа беше бесплатно, значи за страните, преку од листата на помирувачи бев одбран. И како изгледа сето тоа, може да ни објасните? Па да ви кажам право, навистина беше едно убаво пријатно искуство за мене, особено кога имав искуство со синдикатите и со работодавачите. Се потрудив и чинам дека помогнав, дека е така, покажа резултатот на крај кај сите 3 случаи кај што бев во колективните преговори, сите случаи добар колективен договор. Идеален колективен договор никогаш не може да се случи затоа што тоа е резултат на спротивставени интереси на две страни. Секогаш мора да има компромиси и од едната и од другата страна. Вклучувајќи се во тој процес, навистина дојдовме до многу солидни 3 колективни договори каде што бев вклучен, штрајкот каде што бев вклучен да се разреши на мирен начин, за жал не дојде до успешно завршување, но и тоа е дел од процесот. Добро, не можеме секаде нели сега преговарање. Да, меѓутоа мислам дека им стана јасно и на двете страни докаде и колку може да одат, нели, кои се законските можности за штрајкот. И некој минатата недела и со вашиот колега зборувавме за штрајкот, па така да навистина ова е една целина, всушност мирното решавање на работните спорови и начинот на поинаквите акционите начини на решавање на споровите. Покрај ова рековме го има и штрајкот, тука е и судското решавање и решавањето во рамките на пред самиот работодавач, во постапката кај работодавачот, што се однесува до индивидуалните спорови, ако дозволите и во тој дел. Тоа се беа за парични побарувања. Во законот, за жал, имаме доста ограничувања и за тоа би сакал збор 2 да споделам со вас. Имаме арбитража, можно е да се активира
единствено доколку станува збор за парично побарување, значи плата, надоместоци на плата, додатоци на плата, ако не се исплаќаат на вработениот, може да се повика арбитар да помогне, и ако станува збор за отказ, односно престанок на работниот однос со отказ, во тие два случаи законот предвидува да може да се вклучи арбитар и на мирен начин да помогне, односно да го реши спорот, не да помогне, да го реши спорот. Зошто да го реши? Затоа што кај арбитражата тоа може би е недостатокот според мене и веројатно тоа е причината за одреден број на граѓани покрај тоа што не знаат дека може на вакви начини да се решава спорот, тие што знаат ги одвраќа една одредба од законот за мирно решање на работни спорови, а тоа е дека арбитарот е буквално го има сето овластување, го има оној титулус да го реши спорот директно, ефикасно, секако бесплатно, меѓутоа неговиот збор е последен. Тоа значи дека кога ќе поканите арбитар во работен спор на мирен начин да го реши спорот, додека не ја отвори расправата, како на суд, арбитарот има право да ја отвори расправата. Додека не ја отвори расправата, може да се откажете. Кога ќе ја отвори арбитарот расправата и тоа официјално го соопштува на страните, од тој момент арбитражата тече и арбитарот мора да донесе решение. Тоа е еден вид како пресуда. Така. И он изведува докази, ги сослушува страните, бара вештачење доколку е потребно и така натаму. Не баре е судија во целата таа постапка, но не е, нели, формално, но е арбитар и на крајот носи решение кое што мора да биде значи функционално на било каков така е, начин. значи ќе одлучи за предметот на спорот, како да е еден вид на судија. Затоа е многу важно арбитарот да ги познава многу добро законите во областа на трудовото право и затоа е многу важно да арбитарот биде и кредибилна личност. Мислам дека овие два услова ние кои што сме во заедницата на арбитри-помирувачи повеќе или помалку ги исполнуваме, барем верувам дека е така, јас и колегите кои што сме помирувачи арбитри меѓу другото, меѓутоа нема странката право на жалба. Според мене овде треба да се размислува дали овој вид на така наречена тврда арбитража, каде што арбитарот буквално е во улога на судија, но и повеќе од судија, бидејќи тој го решава спорот без право на жалба за другата страна. Во судот секогаш имате право на жалба. Според мене во овој аспект мора малку да се омекне, за да се охрабрат луѓето да влегуваат во арбитража. Инаку, воспротивно, секој оној што ќе влезе во арбитража треба да има полна доверба во арбитарот дека на вистина ќе биде чесен, ќе се држи до вистината, ќе ги изведе сите факти и праведно ќе го реши спорот. Јас имав 3 такви предмети случаи. Луѓето имаа доверба, се охрабрија и влегоа во арбитража. Тоа беше моето следно прашање. Значи, колку, еве сега, постои мирно решавање на работните спорови, но според вашето искуство, колку се луѓето запознаени со токму вакво нешто дека постои? И убаво што оваа тема ја отворивме, ако ништо друго сега веќе и ке знаат дека и каде треба да се обратат еве за првиот проблем со кој што се можеби некои ќе се соочат со проблеми, можеби некои нема и не дај Боже да ги има. Меѓутоа, оние кои ги имаат, оние кои што ќе се соочат, што е она што треба да го сторат и каде да се обратат? Значи уште еднаш да ги потсетиме, многу е тоа важно. Верувате, Славданка, многу мина имаат проблеми на работно место, ме контактираат луѓе секојдневно. И за каков вид на проблеми, да? Најчесто станува збор за некои индивидуални права од работен однос, прекршување на право од работа, од годишен одмор, па до плата, па до луѓето сметаат дека добиваат и незаконите откази и така натаму, и во јавниот и во приватниот сектор. Навистина има, тука не би можел да направам дистинкција дека овде е повеќе, овде е помалку, навистина вработените се соочуваат со разни предизвици, дискриминации, мобинзи, прекршување на право од работен однос, забрана за синдикално организирање во некои компании, во одредени гранки области и така натаму и така натаму. Многу е важно, јас и навистина сум среќен што ја имаме оваа можност, разговарајќи истовремено и да ги информираме почитуваните гледачи, да знаат дека оваа опција, оваа можност постои и дека може да се обратат до Министерството за труд да побараат од листата да се делегираат одредени помирувачи или арбитри за решавање на одреден колективен, ако е во случајот колективно преговарање, или индивидуален спор, ако е во случајот отказ или некое парично побарување. За работно време, за годишен одмор, за некои други права од работен однос, за жал законот не предвидува можност за арбитража, нити пак помирување. Туку постои една друга можност, сакам да ја споменам и таа, сепак иако не е типично во делов на трудовото право и трудовоправните односи, тоа е можноста за медијација, значи согласно законот за медијација, покрај другите
предмети на спор, согласно членот 1 во Законот за медиација предвидено дека медиација може да се врши и за работни спорови. Меѓутоа, разликата од медијаторот до арбитарот кај индивидуални спорови, ако зависно нели од кој ќе се вклучи, е огромна разлика. Медијаторот помага да се страните сами до некаде согласат да видат дали може да најдат заедничко решение, додека ако вклучите арбитар, тој ви го решава спорот бесплатно, брзо, ефикасно. Министерството за труд е првото нешто каде што треба да се обратат граѓаните. Самите лиценцирани помирувачи арбитри во кои нели влегувам и јас како индивидуа, има посебно здружение, посебна асоциација на помирувачи арбитри во Македонија и може и таму да контактираат, значи може да се вклучат во тој аспект за да се дадат одредени информации дополнителни. Она што би сакал да го подлечам и да искористам и оваа можност да споделам одредени информации, одредени мои видувања, сега како професор во цела оваа проблематика, не како помирувач арбитар, но како професор морам да ги сублимирам некои мои лични, практични, искуствени нешта кои што ги има во теков на овие 7 случаја. Тоа е дека дефинитивно овој закон за мирно решање на работните спорови мора да претрпи измени, ако сакаме реално вистина во пракса да ни заживее мирното решавање на работните спорови. Ова е еден стерилен закон кој што го имаме на хартија, меѓутоа во пракса многу тешко се применува. Токму од аспектот што сето е доброволно, луѓето се неинформирани од една страна, меѓутоа од друга страна доброволно, значи немаат они задолжителен обид. Тоа што јас го предлагам, а знам и одреден број колеги од самата асоциација, е да всушност се воведе задолжителен обид. Доколку одите на суд, тоа би значило да судијата ве упати во одреден рок, да речеме од 15 или 30 дена, да задолжително пробате на мирен начин да го решите работниот спор. Меѓутоа, за тоа да го направиме, тогаш арбитражата ќе мора малку поинако да ја поставиме, но и помирувањето да го прошириме, да не се однесува само на колективното преговарање, да имаме помирување, кога имаме синдикати работодачи, туку да постои помирување, да има можност да се помируваат страните и во индивидуалните спорови, арбитражата да не се однесува само на откази парични побарувања, туку да се прошири и на останати прашања, останати проблеми, останати права кои што Законот за работните односи ги инкорпорира. Значи, едно проширување на обемот, на опфатот, задолжителен обид, секако, за да им се олесни на судовите, Слободанка. Знаете, преблокирани се судовите. Верувам, сето она што... Се закажуваат рочишта, самата постапка на суд треба да заврши во 6 месеци. Ретко кога завршува во 6 месеци. Меѓутоа, кажавте дека сепак и да се одлучат за мирното решавање на работните спорови. Дали вие можете, како професор, доктор, експерт и вашите останати колеги, да влијаете за да законот биде онаков каков што вие мислите дека треба да биде, за да сето тоа оди да функционира онака како што треба? Знаете како? Дали можете да имате влијание? Јас би сакал во оваа земја професорите повеќе да ги консултираат и да ги прашуваат и кога ги носат законите, но и кога понатаму нели се применуваат. Што се однесува до мене лично, јас и тоа како професор пишувам на оваа тема, творам, имам доста научни и стручни трудови. Давате идеи, предлози. Имаме меѓународни трудови на оваа тема баш за писвал мирно решавање нели на работните спорови. Има одреден сенс. Овие аспекти не се неслушнати, меѓутоа целава постапка нема финале. Значи нема оној клучен исчекор да се седне и да се започне процесот на менување на законот за мирно решавање на работните спорови. Единствено, например, ние во Македонија немаме посебна агенција за мирно решавање на работни спорови за разлика од земјиве во регионот. Сите земји во регионот на југоисточна Европа, значи вклучително цела бивша Југославија, Албанија, Бугарија, Грција и така натаму, сите имаат посебни агенции за мирно решавање на работни спорови, каде што овие агенции, тоа се мали органи, тоа не е некоја гломазна, тоа не бара голем трошок, сакам да кажам буџетски. Значи има директор, има неколку вработени кои што ја туркаат оваа приказна во смисла да информираат, во смисла да водат евиденција, во смисла да изготвуваат одредени флаери, маркетинг, пиар аспекти и така натаму, до организирање на одредени обуки, семинари, поврзување на регионално, на европско ниво, на светско ниво, бидејќи оваа проблематика и оваа област
ги засега сите кои што имаат капиталистички начин, пазарен начин на уредување на работни односи, на економски односи. Подобро знаеме како кај така да е сегде присутна ова проблематика и сегде постои начин за мирно решавање на работни спорови. Значи има од Ирска, од Северна Ирска, Англија, буквално јас имав прилика да се запознам и со експерти од таа област, врвни помирувачи на европско ниво, човек кој што има најголем број на работни спорови помирувано и така натаму, еден господин од Ирска, каде што навистина тие искуства кои што ги споделуваше со мене и со останатите колеги, навистина се драгоцени да се запознаеме и да видиме како на европско тло овој систем во пракса функционира. И на повисоко некое културно, да кажам, ниво да си ги решиме споровите кои ги имаме. Тоа би било најдобро. Ти знаете, Слободанка, мирното решавање на споровите, на проблемите покрај ова што е сега кај нас и бесплатно, што ги чува парите, нели, и го штеди буџетот, навистина има и многу други бенефити. Значи има една друга атмосфера се создава, прво помеѓу самите страни, друго е кога вака мирно ќе го решите со трето лице, ќе помогне помирувач, арбитар, медијатор, отколку кога во суд ќе се најдете со адвокати преку судија и така натаму. Дури и да има незаконит отказ, ако судот ти го врати работникот на работно место, од искуство ви зборувам, навистина е тешко после тој работник кој што работодавачот не го сака, кога ќе судот ќе го врати на работно место, да тој, не знам, биде пречекан со букет цвеќиња и со, не знам, ловрики, туку напротив, работодавачот има одреден отпор, анимозитет кон овој човек, особено вели ти си ме тужил мене, он му вели ти си ми дал незаконит отказ. И има еден момент на конфликтност која што тлее константно и тоа понатаму се одразува и на работата на тој што се вратил на работа, но и на самата атмосфера помеѓу нив. Апсолутно, апсолутно. И така да... Стрес е неубава атмосфера за да се завршат работните обврски. Но оваа тема, вака, јас, слушајќи те, со оглед на тоа дека повтор пат, барем од како сум нели во телевизија Алфа и утринската програма Добро утро секое утро, јас мислам дека тука дефинитивно гледачите ќе треба да ги вклучиме и да дадеме и повеќе простор и повеќе минути за она сето она што имаме можност да го слушнеме. Колку пати телефонот ви звони во текот на денот за совети? Искрено да ви кажам, вака слушајќи ви или пак на Facebook страната, има еден пријател, често ви пишуваат. Ми вели многу пати, вели ја како да сум вработен на Facebook. Всушност така нешто и со мене, многу често добивам пораки на дневно ниво. Верувам. Да, и навистина денот ми е двократно работно време, имам и на факултет и надвор потоа, но искрено влегувам во целава приказка, од искрено ми се намерите, сакам навистина да помогнам на граѓаните и чувствувам и гледам дека има така. луѓе, баш еве вчера ми се јави еден господин и тоа беше попладне приквечер, не го познам човекот, меѓутоа има одредени проблеми, бара да се информира и така натаму, така што луѓето имаат проблеми и ситуации. И навистина ние едни со други мора да се помагаме, мора да си подаваме рака. Не сме големо општество, не сме голем народ. Така е. Ограничени ни се ресурсите, меѓутоа веројатно ограничено ни е и моментот на тоа на колку врати можеме да тропнеме. Така што јас секогаш се трудам колку што ми дозволува и мојот капацитет, сила и трпеливост, да, и секако трпеливост, бидејќи тоа е многу важно, да всушност колку можам да помогнам. Меѓутоа, мирното решавање на работните спорови е начин на кој што сите си помагаме. Си помагаат и работодавачите и работниците. Да се улесни работата народски, да кажеме. Полека го заокружуваме разговорот, за крај би сакали да упатаме еден апел, и особено до работодавачите, но и до работниците, доколку денеска се информирале, да добро размислат кога влегуваат во одреден конфликт на работно место, како да го решат. Многу е поубаво, многу е поедноставно, многу е поевтино и побрзо да се решава работниот спор по мирен пат. Навистина, мирот кој што треба да го имаме прво внатрешниот мир. Ова веќе и на психолошка тема можеме да апсолутно, тоа си е една цел комплекс. И за здравјето на работникот и на работното место поминуваме најмалку 8 часа и многу е важно да бидеме во една мирна, нестресна средина, да можеме да бидеме како квалитетни личности, да функционираме после надвор од работното место, но и на самото работно место. Многу благодарам што одвоивте и ова утро време да бидете дел од нашата утринска програма и јас сум сигурна дека сето она што има
можност гледачите да го слушнат, ќе допре до нив и ќе се обртат до Министерството за труд многу почесто за да се решат сите оние спорови кои ги имаат на еден убав и мирен начин, како што кажавме, за доброто на сите. Се надевам. Така се гледаме повторно на некоја друга тема, ќе размислиме која ќе биде следниот вторник. Остани во добро здравје и вака секогаш добре дојден со теми кои не засегаат сите.